искрено мислев дека ќе биде многу така поедноставно, но човек кога ќе се фати на ваков танец, нема откажување, има само играње со шемивчето горе. Така што да, возбудена сум, ама од друга страна исто така и супер стабилна, бидејќи знам дека се ќе биде добро и дека имам што да дадам таа вечер и просто немам од што да имам никаква трема, ниту страф. Едва и чекам да се случи, затоа што многу време го чекам и ќе биде супер уживање. Многу пати во сите мои интервјуа и на секаде зборувам дека символиката ехо е уствари ехото на мојата душа и верувам дека ова ехо ќе прострои, бидејќи чувствувам голема одговорност кон традиционалната музика, пред се македонската, понатаму и кон традиционалната музика на сите јазици на кои што пеам. Така што искрено ќе се потрудам ова ехо да стигне и да ги надмине, да излезе од границите на Македонија. Со тоа што навистина сум горда и радосна дека сум македонка и дека имаме толку убава и богата ризница на традиционална музика со која што навистина можеме да се пофалиме. Што особено битно може би за помладата генерација. Апсолутно, да. И тоа како работевме на целата музика и какви се аранжманите и каков е концептот за во петок, зборува за тоа дека навистина се потрудивме оваа музика да стигне до увото на младите слушатели, кои на некој начин со ова време брзо во кое што живееме, можеби немаат толку допир со оваа музика, а сепак оваа музика е нешто што враќа кон вистински вредности, нешто што враќа кон емотивното и кон срцето, без кое сметам дека животот би бил безсуштински на крајот на денот. Во однос на творечкиот процес, сосема спонтано ми се случуваа работите. Петров Александар го запознав на социјални мрежи, понатаму кога подоцна дискутиравме во однос на тоа што сакам да се случува понатаму со аранжманите. Тој ми предлагаше своји колеги со кои што претходно музицирал и така се реде еден по друг во низа, нешто искористив мои пријатели и драги колеги на кои што им се восхитува. И така да во однос на тој творечки процес, мислам дека работите одеа некако сосема спонтано. А што се однесува до мојот ансамбл, тоа се луѓе кои ми се пред се блиски пријатели и другари браќа. Значи тоа се 9 луѓе кои ќе ги видите на сцена во петок. И без кои верувајте ништо во петок немаше да звучи така како што ќе звучи. Навистина е бесценето времето и трудот кој го вложуваат со оглед на тоа дека тоа се професионални музичари кои имаат многу ангажмани, меѓутоа безусловно своето време и не дуваат време да им бидам на некој начин и резервација. Така што бескрајно сум благодарна на се што универзумот ми пружа во текот на овој мој пат. Благодарна сум на сите луѓе кои што ме следат и пратат и бодрат, бидејќи верувајте без тоа ниту еден артист не би имал храброст да прави се што правам. Бара навистина многу труд, многу време, многу трпение и сила на крајот на денот. Па Елена Лука го имаше истиот тек на случување на нашата соработка, како и се друго што во животов ми доаѓа, тоа е сосем спонтано. Во суштина проаѓав покрај Елена Лука, баш покрај ова ателје и размислав што би носела кога би имала концерт, кога веројатно можеби и не беше закажан концертот. И во еден ден влегов во ателјето да разгледам дали некој од креациите би била дел од мојот концерт. Многу подоцна кога проразговаравме, морам да признаам дека беа вистински експедитивни. Значи, оној нормален тек на настаните кој што се случува кога се случува таков тип на соработки е, нели, да бидејќи јас сум нов артист и релативно непознат, нормално ми побараа биографија и тоа што ќе правам и концепт за, нели, настанот кој што следи.
Меѓутоа толку експедитивно реагира и толку брзо и широкоградо пред се што навистина изненадувачки. Сепак Елена Лука важи за бренд кој долго опстои тука во државава, веќе и надвор од границите во Истанбул и така. Така што навистина сум среќна што ќе имам можност еден таков бренд кој е веќе докажан да направи креација за мене баш на овој многу значаен ден за мене. Едва чекам да видам креацијата, многу сум нетрпелива. Кроација Рекордс е една од најголемите, а можеби најголема на Балканот издавачка куќа која што издава ваков тип на музика и голема е честа да моето име стои во рамо до рамо со Јосипа Лицац, која долги години издава за Кроација Рекордс. Понатаму многу од овие колеги кои ќе бидат дел на всушност да речам сцената во моментов што на Балканот функционира повеќето од нив издаваат за Кроација Рекордс. Така што и со нив нашата соработка излезе многу спонтано, со тоа што и јас им испратив еден мејл и исто така беа екстремно експедитивни. И начинот на кој комуницираат со мене е буквално како да имам 30 години искуство во кариера и договорот кој го потпишав е исто така навистина прекрасен и многу се радувам, не знам, некако после толку години чекање и после толку години труд и работа и неоткажување, имав среќа сега да се склопат коцките. Понекогаш размислувам за тоа, чекај да не може би ова преку леп погача, викаат во Демир Хисар, меѓутоа имам луѓе позади мене кои ме познаваат 15 на години уназад и знаат каков труд и оние, особено оние кои приватно ми се блиски, знаат колку многу труд е вложен за се ова што се случува денес. Така да, бескрајно благодарна на Бога, на универзумот, на луѓето околу мене.